Владите на Македонија и на Грција во изминатите неколку дена дадоа повеќе изјави за кои првичниот впечаток може да биде дека се цртање црвени линии, вкопување во рови и оддалечување од можен компромис. Но ако тие изјави се систематизираат и се подредат во рамката во која се водат преговорите зимето, може да се донесе испротивен заклучок дека и покрај притисокот и критиките врз владите во двете земји за предавство на националните интереси, изминатите неколку дена всушност донесоа доближување на ставовите за некои аспекти од потенцијалното решение. Она што се чини дека е апсолвирано е согласноста од двете страни за сложено име со географска одредница. Од македонска страна ова многу отворено го соопшти премиерот Зоран Заев. Ние сме подготвени за географска одредница. И до тука ќе застанам, заради тоа што суштествено е прашањето и треба да дадеме шанса низ преговорите да поминеме во изнаоѓање на решение. Наспроти масовните протести во Атина и во Солун против употреба на терминот Македонија во името на нашата земја, грчката влада преку својот портпарол продолжи јавно да се залага за сложено име и да ја објаснува на грчката јавност зошто. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση τις διεθνείς συνθήκες η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η Μακεδονία ανήκει κατά 51% στην Ελλάδα, κατά 30% περίπου στη Βουλγαρία, το υπόλοιπο κομμάτι ανήκει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και 1% ανήκει στην Αλβανία. Επομένως, ακόμα και επί της ουσίας, αν πάμε τη συζήτηση, που εκεί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την πάμε, βλέπουμε ότι η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας αυτή τη στιγμή ανήκει σε διαφορετικά εθνικά κράτη και αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να τη λαμβάνει υπόψη της η ελληνική εξωτερική πολιτική. Освен за тоа дека решението треба да се базира на сложено име со географска одредница, изјавите од изминатите неколку дена се чини дека донесоа приближување на ставовите за идентитетските елементи во пакет решението. Прва во низот изјави на оваа тема беше онаа на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров од заедничката пресконференција со Метју Немиц во Скопје. Јас имам целосно разбирање за оние грчки граѓани кои што себе си на еден или друг начин се само идентификуваат како македонци, дали во контекст на Атичка Македонија, дали во контекст на регионот. Меѓутоа во Европа во 21. век не само нашите соседи во Грција, туку било кој друг не може да разговара и да го допре нашето право, моето лично, на моите сограѓани, да бидат македонци кои што зборуваат македонски јазик, кој што припаѓа на групата словенски јазици. Оваа изјава на Димитров првично од грчките медиуми беше оценета за провокативна. Портпаролот на грчката влада рече дека таа не е од помош за процесот, но подоцна во настапот на јавниот телевизиски сервис Занакопулос како да се доближи до интерпретациите за идентитетот кои доаѓаат од македонска страна. Όλοι οι λαοί, κύριε Μερτζάνη, έχουν μια ταυτότητα. Δεν μπορεί κανένας λαός να στερήσει από τον άλλο λαό την ταυτότητά του. Δηλαδή είναι Μακεδόνες, αυτό σας ρωτάω όμως, σας ρωτάω γιατί αυτοί θεωρούν ότι είναι Μακεδόνες. Αυτοί θεωρούν ότι η εθνική τους ταυτότητα είναι αυτή που είναι, αλλά επίσης να σας θυμίσω ότι και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπάρχουν εντελώς διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, υπάρχουν Αλβανοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως Σλαβομακεδόνες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν. Βεβαίως υπάρχουν και Έλληνες, υπάρχουν και, αν δεν κάνω λάθος, Βούλγαροι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά ρευστή, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Σας ξαναλέω όμως ότι από τη δική μας μεριά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί και στην εξωτερική πολιτική και στο συγκεκριμένο χώρο της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας και στη βάση αυτών των πραγματικότητων να διαπραγματευτούμε. За сега највидливи се разликите за опсегот на употреба на новото сложено име. Грчката страна продолжува да инсистира на промена на Уставот на Република Македонија, што го повтори министерот за надворешни работи Никос Кодзиас во интервју за Euronews на грчки јазик. Η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της ΦΥΡΟΜ είναι κόκκινη γραμμή για την ελληνική κυβέρνηση? Η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της ΦΥΡΟΜ είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αντιστοιχηθεί η χώρα αυτή με τις διεθνείς συμφωνίες που θα κάνει και το ίδιο στο Σύνταγμα. Γιατί αργότερα μπορεί να έρθουν άλλες δυνάμεις και να κατηγορούν τη σημερινή ηγεσία ότι παραβίασε το Σύνταγμα κάνοντας μια διεθνή συμφωνία μαζί μας. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα περιλαμβάνεται και το όνομα? Νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε. Οι αλυτρωτικές αναφορές στο Σύνταγμα της ΦΥΡΟΜ, στο προήμιο αλλά και σε κάποια άρθρα, όπως έχετε πει και εσείς, και όσα προβλέπονται για την διαδικασία
αλλαγής του συντάγματος, μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία στο τέλος, η εφαρμογή της θα είναι πολυσύνθετη. Με δεδομένο ότι ο κύριος Ζάεφ δεν διαθέτει πλειοψηφία 2 τρίτων στη Βουλή, πώς θα γίνει εφικτό αυτό? Ο κύριος Ζάεφ διαθέτει επάρκεια πλειοψηφίας ώστε να επικυρώσει μια διεθνή συμφωνία. Συνταγματικές αλλαγές θα γίνουν στην ώρα τους. Премиерот Заев пред неколку дена рече дека не гледа потреба од промена на уставот, фокусирајќи се на грчките тези за иридентизам. Секако знаете дека дел од ставовите на Ерго Омнес во Грција е и промена на уставот во Македонија. И тоа се ставови на Грција. Ние имаме наши ставови. Значи, зборуваме за уставот. Зборувам за уставот. Македонија го промени својот устав 93 година, да ги допрецизира членовите 49 од уставот, вградувајќи амандман 2. И ние направивме голем чекор. Како земја, таа година. За да го отклониме иридентизмот. Во моментот се што правиме е да докажеме дека Македонија нема никакви аспирации, територијални или било какви. Македонија нема иридентистички побуди. Македонија сака да гради пријателство. И од тој аспект не ги гледам потребите. Јас внимателно слушам и нашиот партнер со кој што преговараме, но апсолутно знам и што е возможно и што е невозможно во Македонија. И лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, деновиве го повтори познатиот партиски став за името, не навлегувајќи во интерпретација што значи таквата формулација. Позицијата на ВМРО ДПМН во минатото е во неколку пати кажана јавно и јас лично самиот имам кажано во неколку наврати јавно, што се однесува до промена на уставот, а со цел промена на уставното име на Република Македонија, и таа е непроменета и ќе остане непроменета. Во овој став на опозицијската партија некои аналитичари сепак препознаваат отвореност и за уставни измени, ако се потребни. ВМРО ДПМН долго користеше на флоскула, нема да дозволиме да се промени уставот, за да се промени уставното име. И сега тука ја гледаме на игра на зборови. Значи уставот може да се смени, за да се смени нешто друго, а то не е уставното име. Значи, толкувањето за некоја меѓузона би било дали во уставот може да се регулира меѓународното име. Одредба со која во уставот би се внело меѓународно име без промена на уставното е прифатливо и за други познавачи на темата како максимално можен компромис од македонска страна. Ако има подготвеност и кај опозицијата, ако има подготвеност во пошироката наша јавност, ние да понудиме решение во уставот, да не бегаме од тоа, да обезбедиме двотретинска поддршка, она што ќе го договориме да биде дел од уставот како име за меѓународно поддршка.